Продолжува реализацијата на проектот на Фондот за здравствено осигурување и Сојузот на пензионери, со кој се организираат работилници во повеќе градови, на кои се дискутира за темите од областа на здравството кои ги засегаат. Денес еве и во Тетово и во Гостивар го реализиравме. Практично идејата ни е да не биде ова само годишен проект, бидејќи како што вие кажавте, нашиот впечаток е исклучително позитивен. Ние одиме во секој град со помош на Сдруженијата на пензионери и со помош на Црвениот крст кој што ни помага во организацијата. Се среќаваме во форма на една работилница со сите пензионери кои што сакаат да слушнат како да ги остварат правата од здравственото осигурување и на тие работилници покрај темите кои што однапред ги дефинираме како најактуелни, секогаш се отвараат и прашања што ги засегаат и лично индивидуално самите пензионери. Атмосферата е многу пријатна. Поминуваме 2-3 часа не само во презентација, туку во разговор со пензионерите и на тој начин и ги осознаваме од терен и нивните проблеми и предлози како некои да ги одминеме. Вие знаете дека како Фонд за здравствено осигурување во изминатите неколку години, благодарение на тоа што ги слушавме мајките или административните мајки што ги имаат осигурениците, полека почнавме да ги отстрануваме, дали се тоа преку административна агилотиња, дали е тоа преку електронски услуги, преку релаксирање на докторите, од работење со хартија и повеќе фокус на пациентите. Работиме на повеќе проекти, а тоа е благодарение на фактот што сепак слушаме и ги гледаме мајките на осигурениците. Денешните теми се како да се остварат правата од здравственото осигурување, одењето на рехабилитација на бања, рефундација на средства, текот на процедурите. Тоа е една тема, поширока малку, меѓутоа ќе се осврнеме и на трите најчести заболувања како втора тема, тоа се хроничните заболувања, кардиоваскуларните, дијабетесот и бубрежната слабост, како најдоминантни болести за кои што најголем дел од возрастните осигуреници се засегнати и ќе зборува нашиот доктор од фондот, кој што покрај тоа што ќе дискутира за болестите, ќе зборува и ќе ги информира пензионерите за превенција, за како да си го сочуваме нашето здравје, какви прегледи се треба да си правиме редовно, примерно со цел и доколку имаме одредени заболувања, сепак да ги избегнеме компликациите или да ги пролонгираме компликациите. Впрочем, тоа со информирање и со комуникација може да се постигне. Пензионерите од Тетово и Гостивар имаа можност да разговараат со представниците на фондот и за поднесувањето барања за издавање електронска здравствена картичка. Реализацијата на овој проект е при крај и 80% од граѓаните во Македонија ги добиле своите здравствени картички. Но во Тетово состојбата е поинаква. Илјадници граѓани не поднеле ниту барање, а само 40% од картичките се веќе активни. Во оваа територија Тетово и Гостивар 2600 пензионери се уште не поднеле барање и ја искористив приликата заедно со подрачните служби им поделивме и барања како образци за да ги информираме да го направат тоа час поскоро и да им стоиме на располагање доколку имаат проблеми во доставување на барања. Имавме една ситуација, нас картичката не ја работиме ние како фонд, туку ја печати хрватска фирма, која што има договор со Министерството за здравство и во еден период од 6 месеци Министерството имаше спор или проблем со хрватската фирма. Токму во тој период имавме доста барања кои што ги добивме од граѓаните, но не можеа да ги добијат картичките и за тоа се извинуваме до сите кои што трпеливо ги чека и на крај ги добија картичките. Сепак има уште картички кои што во моментот ги дистрибуираме преку нашите подрачни служби, но јас сум повеќе засегната за оние 2000 лица кои што се уште не донеле барање, бидејќи треба да донесат. Им објаснивме на пензионерите, досега тие го остваруваа здравствената услуга преку презентирање дека се пензионери и преку здравствената книжка. Наскоро статусот на пензионер нема да биде доволен и ќе биде потребна електронската картичка. Затоа треба да го поднесат барањето, а наша обврска да им ја дадеме, врачиме картичката. До крајот на годината треба да се реализираат 15 вакви работилници. Се најавува дека следната година ќе се одржат 30.